Насекаде се шири тезата дека вежбањето на крајот од денот ги рассунува луѓето и нема толку голем ефект. Меѓутоа, истражувачи откриваат дека вежбањето на крајот од денот е моќен против кардиоваскуларните болести и го намалува ризикот од рана смрт за 61%. Утринските вежби пак, помеѓу 6 часот наутро и пладне, и попладневните од пладне до 18 часот, исто така се корисни, но неколку вечерните вежби. Сепак повеќето од луѓето кои вежбат токму навечер им одговара, што и не е толку лоша навика. Вечерашните тренинзи им одговараат после работа, обично 2 часа после работа, да имаат време жените да се одморат или после школа да се одморат, да здивнат малце, да им се свари храната и да почнат со вежбање. Тоа станува како еден вид навика, завист. Од анализи кои врвни истражувачи ги имаат правено, биле исклучени оние лица со веќе постоечки кардиоваскуларни болести и рак. Тие откриле дека во споредба со оние кои не вежбале, оние луѓе кои издвојувале време да се движат навечер од 18 часот до полноќ, имале 61% помал ризик од смрт, од која било причина 36% помал ризик од кардиоваскуларни болести и 24% помал ризик од микроваскуларни заболувања. Сепак утринските вежбачи имале 33% помал ризик од смрт и 17% помал ризик од кардиоваскуларни болести. Шансите за рана смрт се зголемиле на 40%, кај попладневната група, која исто така имала 16% помали шанси за развој на срцеви заболувања. Стануваш наутро, дури во Западот, например, сум била и знам дека таму уште наутро во 5 часот стануваат, посетуваат теретана, одат на тренинзи и го започнуваат нивниот работен ден. Значи, многу е ефектно, да кажеме. Но кај нас ја немаме таа навика и менталитетот. Јас сум пробала со сабајлечки тренинзи аеробик во Арена Фитнес кога бев, нема посетеност. Ја немаат навика едноставно, ја немаат навика луѓето. Придобивките од редовното вежбање како и пешачење се голем приоритет во денешницата, кога болестите се зачестени и кај помладата популација.